вестите. Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Локалната самоуправа ја привршува процедурата за донесување на детелен урбанистички план за градските четврти број 5 и број 16 во Кочани. Тоа беше повод да се организира јавна презентација, на која присутните сопственици и корисници на парцели на споменатата локација ги искажаа своите забелешки што треба да се вклучат во планскиот документ. Повторна презентација на деталниот урбанистички план за градската четврт 16 во Кочани организираше општинската администрација. Презентацијата се одржа во салата на Советот. Сопственици на стопански објекти и на земјоделско земјиште што се наоѓаат на оваа локација дојдоа за да ги слушнат предложените решенија од урбанистите за уредување на просторот. Станува збор за локација на дел од старата индустријска зона во местноста Слатина, односно на територијата од кај железничката станица до трафостаницата на ЕВН, потоа во близина на обиколниот пат па се до просторот во близина на муслиманските гробишта. Градската четврт 16 опфаќа поголем број парцели, односно зафаќа вкупна површина од околу 56 хектари, што се наменети за стопанска дејност. Почетна презентација за донесување на деталниот урбанистички план за оваа градска четврт се одржа пред 2 години и тогаш присутните имаа забелешки што дел од просторот кој е земјоделско земјиште од прва класа се пренаменува во градежно. Имаше и предлози за преместување на дел од сервисните улици, што треба да овозможат пристап до објектите што би се изградили во иднина. По собирањето на мислењата од јавната анкета и забелешките на презентацијата беа направени известни измени во планот што се представија на оваа презентација. Инаку во меѓувреме тече нов рок за поднесување забелешки по писмен пат, а тоа заинтересираните граѓани ќе можат да го сторат до 13 ноември. По доставените анкетни листови, општина Кочани, односно комисијата, ќе се произнесе писмено по секој анкетен лист. Доколку се доставуваат забелешки, во прилог на анкетниот лист да се достават копија од катастерски план и имотен лист за парцелата за која што се дават предлози и забелешки. Освен за градската четврт 16, се одржа и презентација на деталниот урбанистички план за градската четврт број 5, чии граници се улиците Цветан Димов и Лупчо Сантов, како и коритото на Кочанска река. Се работи за активност во рамки на планскиот период до 2023 година, а со која треба да се обезбеди вклопување на постојните и идните објекти во урбанистичкото планирање на градот. И за оваа градска четврт, заинтересираните граѓани и сопственици на објекти можат да поднесуваат писмени забелешки на соодветен образец до едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Рокот за доставување на забелешките е до 29 ноември. Општина Виница со ребаланс на буџетот и зголемување на основниот буџет од 105 на 108 милиони 970 илјади денари. Според градоначалникот Ивица Димитров, Виница ја има најуспешната реализација на буџетот во последните 15 години. За 9 месеци од 2019 година, општина Виница прикажа реализација на буџетот од речиси 80%, најуспешна во последните неколку години. Разгледувањето на кварталните и ребалансот на буџетот во фокусот на 25-та редовна седница на Советот на општина Виница. Градоначалникот Ивица Димитров очекува до крајот на годината основниот буџет да се заокружи со 100 милиони денари реализација. Минатата година, овој период и минатата година беше рекордна со 58 милиона, еве сега имаме плюс 25 милиони или 85 милиони, што значи дека до крајот на годината очекуваме основниот буџет да се движи некаде околу 100 милиони денари остварени, со што ќе биде не една, туку ќе биде најуспешна година во постоењето на општина Виница. Капиталните расходи се остварени во висина од 31,5 милион денари. Ако кажеме дека минатата година капиталните расходи во овој период беа околу 9 милиони денари, еве сега гледаме дека и овде е зголемен. Зголемен се капиталните расходи, поради тоа што граѓаните на општина Виница гледаат дека се работи секојдневно, дека асфалтираме, бетонираме, правиме мостови, се она што е неопходно за нашите жители. Со оглед дека, како што истакнав, дека кварталниот извештај е доста солиден, доста добар, со реализација до сега околу 80%, моравме да направиме и ребаланс на буџетот, за прв пат се прави ребаланс на буџетот за зголемување на средства. Обично ребалансите на буџетот ги намалуваат средствата,
Ако оваа година буџетот ни беше проектиран на 105 милиони, еве сега го покачивме буџетот на 108 милиони и 971 илјада денари, со што ќе биде најголемо остварување или најголем буџет по реализација во последните 15 години во нашата општина. Што значи дека проекцијата на буџетот е добро направена, добро скоцкана и со тоа можеме да кажеме дека реализацијата на буџетот секако ќе мине над 95%. Основниот буџет е моментално со највисока стапка на реализација, некаде околу 80%, како што истакнав 83 милиони денари. Очекуваме границата од 100 милиони денари да надмине, а можеме да кажеме дека вкупниот буџет исто така границата од 300 милиони ја надминува. Значи вкупниот буџет е проектиран на 304 милиони и 522 илјади денари, што е најголем буџет до сега реализиран, остварен и предвиден во нашата општина. Во развојната програма за 2020-2021 општина Виница очекува реализација на два значајни проекти: патот Капетанци-Балинци и изградба на затворениот пазар, за кој техничката документација е во тек. Развојната програма за период 2020-2021 година вчера се донесе со две капитални инвестиции, тоа е патот Капетанци-Балинци, кој што во моментот се работи. Оваа вредност е некаде околу 16 милиони денари, со ДДВ платено од страна на општина Виница е 19 милиони денари. Исто така во развојната програма е и затворањето покрај градски пазар на местото на постојниот пазар. Во моментот при крај донесувањето на деталниот урбанистички план за блок 18 дел 4, кој што направивме јавна анкета, каде што сите недостатоци кои што беа пратени од Министерството за транспорт и врска ги отстранивме, еве повторно го праќаме на усвојување. Со донесувањето на деталниот урбанистички план во моментот се работи и техничка документација која што јавниот повик заврши, доби фирма од Делчево. Се надеваме дека по завршувањето на техничката документација со ревизија на самиот проект, ние веќе во следната година ќе започнеме со инвестиција која што долго со години ја навуваат сите градоначалници, меѓутоа не може инвестиција да се направи или затворен пазар без донесен детален урбанистички план. Најпрво го донесуваме деталниот урбанистички план, потоа почнуваме со реализација на овој клучен капитален проект за граѓаните на општина Виница. На 25-та редовна седница градоначалникот Димитров одговараше и на повеќе советнички прашања од интерес на граѓаните. По усвојувањето на одлуката за доделување субвенции за набавка на печки на пелети и инвертер клима уреди, зашто согласност даде Советот на општината, локалната самоуправа на Кочани наскоро ќе го објави и јавниот повик. За да добијат помош од 10.000 денари, ќе може да се пријават граѓаните кои ќе купат соодветно грејно тело до 20 декември. Локалната самоуправа на Кочани наскоро ќе го објави јавниот повик за пријавување на граѓаните за субвенционирање на набавката на поеколошки грејни тела, со намера да се подигне јавната свест за зачувањето на животната средина. По иницијатива на градоначалникот Никол Чојлиев, Советот на општината на 31-та седница ја усвои одлуката за субвенции за печки на пелети и за инвертер клими. Вкупните буџетски средства што се наменети за покривање на дел од трошоците што ќе ги имаат граѓаните изнесуваат 600.000 денари. Висината на поединечната субвенција по барател, односно по домакинство, ќе изнесува 10.000 денари, а субвенционирањето ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен. Одлуката на Советот деновиве ќе биде објавена во службен гласник на општина Кочани и ќе стапи на сила по 8 дена од објавувањето. Од секторот за правни и општи работи и јавни дејности најавуваат дека јавниот повик за поднесување на документацијата за добивање субвенции за печки на пелети и за инвертер клими се очекува да биде објавен по 11 ноември и ќе трае до 20 декември. Во јавниот повик ќе бидат утврдени условите за учество и за пријавување на граѓаните. Дел од условите што треба да бидат исполнети се барателите за субвенционирање за печки на пелети, односно за инвертер клими, да се жители на општина Кочани со платен данок на имот за стамбениот објект каде што ќе биде инсталирана печката, односно климатизерот. При тоа, едно од грејните тела треба да биде набавено во периодот додека трае јавниот повик.
Градоначалникот Илиев на седницата на Советот соопшти дека доколку се појави поголем интерес од страна на граѓаните, општината дополнително ќе интервенира со повеќе средства за субвенционирање, со цел да се намали испуштањето штетни материи во воздухот кои настануваат од затоплувањето во домакинствата. И пензионерите, членови на Сдруженијето на пензионери Кочани, заклучно со 19 октомври целосно се снабдени со огремно дрво за оваа грејна сезона. Од Сдруженијето велат дека, за разлика од минатата година, оваа година испораката на огревно дрво заврши 1 месец порано. Сдруженијето на пензионери Кочани заклучно со 19 октомври ги снабди своите членови со огревно дрво за оваа грејна сезона. Според изјавата на председателот Ѓорги Серафимов, годинава доставата на дрва е направена месец дена порано од минатата година, со што се задоволени барањата на пензионерите за огревно дрво за оваа грејна сезона. Серафимов информираше дека 757 пензионери, членови на Кочанската пензионерска организација, годинава биле снабдени по 6 метри просторно дрво, или вкупно за кочанските пензионери биле обезбедени 4542 метри просторни огревно дрво. Огревното дрво е годинава обезбедено од Македонски шуми, подружница Равна река Пехчево, и истите биле испорачани преку друштвото со ограничена одговорност Мактранс од Пехчево. Да нема непотребни помпезни расфрлања и подготвување храна за задушница. Апелираат свештениците кои што на ден пред задушница подсетуваат и советуваат дека покојните немаат потреба од храна и затоа потребно да се даде храна на сиромашни луѓе, а за покојните да се упатуваат само молитви. В сабота се одбележува задушница пред големиот празник Митровден. На задушница да се носи само лепче, пченица, црвено вино и свеки. Доколку се носи храна, тоа да биде скромно и истата да биде раздадена на сиромашни. Со ваков апел излегува свештениците на ден пред задушница, раководени од искуството дека луѓето со изговорот да се најде пред покојниот носат големи количини храна на гробовите и прават помпезни настани од самата задушница. Покојните имаат потреба само од молитви, велат свештениците. Свештенството при храмот посветен на светиот великомачен Ѓорги тука во Кочани. Во сабота со почеток во 7 часот ќе бидат на гробиштата каде што ќе ги читаат за упокоените молитви за покој и спасение на душите на нашите ближни кои што се упокоили со надеж на воскресение. А исто така ќе има и за упокоена литургија во храмот со почеток во 7 часот. Сите оние кои што не можат да присуствуваат на градските гробишта можат да дојдат овде во храмот каде што заедно со свештенството ќе земат молитвено учество за покој на душите на починатите. Апелираме, како и секоја година така и ова, пред се на скромност од страна на верниците, бидејќи знаеме дека целта на задушница не е само меѓусебно раздавање на намирници, туку пред се молитва, бидејќи покојните имаат потреба, душата има потреба од молитва, а не од храна. Значи би ги замолиле за скромност, а и исто така и за трпение, бидејќи многу верници одат на гробиштата и се ствара непотребна гужва и тензија, па така ги замолуваме сите оние кои што вечните почивалишта на нивните ближници некаде на средината да додат малку покасно и да имаат трпение, бидејќи, како што кажав, тогаш е гужва. На задушница пред големиот празник Митровден, луѓето ги посетуваат вечните почивалишта на покојните, каде што со свештениците и луѓето упатуваат молитви за починатите. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 11-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое Осогово на домашен терен ја пречекува екипата на Брегалница од Штип. Во првата фудбалска лига за жени, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Радовиш против Плачковица. Првенството во втората фудбалска лига Исток продолжува викендов со одигрувањето на редовното 11-то коло, во кое Кочанскиот второлигаш Осогово како домакин ќе има тешка задача против Брегалница од Штип. Се работи за средба меѓу двајца стари ривали, при што без разлика на пласменот на табелата, таа предизвикува интерес во спортската јавност.
Нема причина да не биде така и овој пат, без разлика што Согово не се снаоѓа во второлигашкото друштво и досега има само 2 победи, поради што е на дното на табелата. Од друга страна, Штипјани имаат далеку подобри резултати во овогодишното првенство и се вбројуваат меѓу кандидатите за врвот. Доза оптимизам во редовите на жолто-сините влева и добрата и борбена игра на надпреварот против Академија Пандев во рамки на осмина финалето за Купот на Македонија, на која, иако изгубија, сепак покажаа дека умеат да се спротивстават на силни противници. Средбата со Брегалница се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 13 часот и 30 минути. Во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, викендов ќе се игра 8-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Радовиш против Плачковица. Средбата е од голема важност и за двете екипи кои се на самото дно на табелата, затоа што е можност конечно една од нив да дојде до првата победа во оваа сезона. Радовишанки се последни без бодови и негативна разлика од дури 57 примени голови. Нашиот тим пак има еден нерешен резултат и еден бод, поради што е 2 места погоре од дното. Затоа средбата во Радовиш е шанса за нашите девојчиња да освојат 3 нови бода, за да фатат каков таков приклучок кон екипите кои се во средината на табелата. Средбата се игра в сабота со почеток од 10 часот. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.